На старите и хаварисани возила местото им е во отпад или во гаража, а не на паркинг, каде што зафаќаат место и оневозможуваат да се паркираат возила и покрај проблемот со немање доволен број паркинг места, реагираат жителите. Ваков проблем постои во населбата Автокоманда во општина Газибаба, од каде што жителите за овој проблем се обратија до Прва Скопска. Тие велат дека пријавено е во општина и во Пајак служба, но од Пајак службата им посочиле дека надлежноста за отстранување на хаварисаните возила е на општините и за нивно отстранување од јавните површини се грижат општинските комунални инспектори. Пред неколку месеци, кога подбаравме одговори од општина Газибаба за тоа кои се плановите на општината за хаварисаните возила, ни одговорија дека општината е запознаена со проблемот со хаварисани возила на јавните површини и токму затоа надлежни комунални инспектори излегле на терен и на собствениците на возилата кои не се во возна состојба им изрекле опомени за да ги отстранат во одреден рок. Но според жителите, и она што успеа да го забележи нашата камера, сликата на терен и не е толку променета. Градоначалникот на општината Борис Георгиевски најави дека после доставените опомени и залепени налепници на собствениците за да си ги отстранат возилата, започнуваат со акција за нивна дислокација. Акцијата ќе започне од Железара, Автокоманда и Керамидница, а потоа ќе продолжи од Триангла до Хиподром. За да се надмине проблемот со хаварисаните возила кои што се наоѓаат на територија на општина Газибаба, започнуваме со акција за нивна дислокација. Прво од населеното место Железара, Автокоманда и Керамидница, каде што веќе граѓаните на своите возила кои што долго време се наоѓаат на узурпираните сообраќајни места се залепени налепници, кои што ќе треба во законскиот рок од 8 дена да ги отстранат. Во тој случај општината заедно со градските служби и се ги дислоцираме. Ова го правиме за да истите не бидат и попречуваат во делот на паркирањето, а и да се ослободат дополнителни паркинг места кои што и така недостасуваат во градското урбано јадро. Продолжуваме и понатаму во втората фаза во населените места од Триангла до Хиподром и во населеното место Ченто. Овде проценка е наша дека има околу 80 хаварисани возила кои што во момент представуваат навистина сериозен проблем во делот на паркирањето и одвивањето на сообраќајниот режим во општина Газибаба. Доколку и понатаму хаварисаните возила не бидат дислоцирани, инспекторите ќе постапуваат согласно законските мерки. Од општината исто така соопштуваат дека дел од собствениците на кои им биле изрешени опомени веднаш ги отстраниле возилата, а за останатите упатуваат апел да го сторат тоа во најкус можен рок, со цел да се ослободат паркинг местата. Во спротивно ќе постапуваат согласно законските мерки.